Добре дојдовте во најновото издание на Проверено. Што има заедничко на новинарите и на разузнавачите? И едните и другите работат со информации. Новинарите ги објавуваат, а разузнавачите ги користат за да се справат со непријателски субјекти или пак кога има опасност по безбедноста на државата. А црвените линии лесно може да се преминат, па наместо на јавниот интерес да им се служи на агендите на центрите на моќ, кои не им мислат добро на граѓаните. Но новинарите се оние кои немаат значка и кои немаат заштита. Еве што ќе гледате во најновото издание на Проверено. Непристоен предлог од претседателот Иванов за новинарите да добијат пристап до информации со назнака строго доверливо. Ако е ова затоа што сте не викнале, нема да го потпишам документот, пошто ја немам потреба да имам пристап до документ за кој што нема да можам да пишам. Транспарентност, политиканство или војна меѓу службите? Погрешен е правецот на дискусијата ако некој сака да ги етикетира новинарите како соработници на тајните служби. Фокусот треба да биде насочен кон најодговорната или највисоката институција во ова држава, претседателот Иванов. Безбедносен сертификат не се издава на шалтер. Го поседуваат луѓе кои минале низ голем број проверки. Новинарите никогаш не присуствувале на Советот за безбедност, а токму тоа им го ветил Иванов. Во таа ситуација, да, новинарите влекле, земале кадри од присутните луѓе напред, кои што се, и излегуваат надвор. Таму може да присустват само тие што се повикали да присустват на Советот за безбедност. Агенти, новинари, странски и домашни служби, но и главните луѓе на претседателот. Призвоци од 27 април, диво населје и монструм. Кои што стои зад аферата сертификати за новинари? Тајните служби често гледале ќар во новинарите, но овој скандал е нешто сосема поинаку. Во последниот непристоен предлог кој дојде од кабинетот на претседателот Иванов имаше обид новинарите да се втурнат во политичко-разузнавачка шема. Им било понудено да потпишат безбедносен сертификат, а тоа го сториле околу 20 на новинари. Меѓу нив имало помлади новинари, но и искусни и долгогодишни уредници кои цел живот известуваат за работата на УБК, МВР и за безбедносните прашања. И тие биле убедени да го стават својот потпис на документ во присуство на советникот на претседателот Иванов Синиша Алексовски. Само двајца ја одбиле понудата. Еве што се случило. Поканети сте на брифинг е претседателот Ѓорѓе Иванов. Вакви повици во изминатите неколку недели добиле 20 на новинари. Навидом ништо не е вообичаено. Брифинците се честа пракса на сите институции. Но што кога наместо претседателот или неговиот тим ќе ве причека разузнавач, а наместо брифинг ќе добиете непристојна понуда. Од брифинците обично излегуваат приказни, но од овој излезе скандал. Тимот на Проверено разговараше со неколку од новинарите кои се нашле во вилата Водно и кои биле изманипулирани да потпишат изјави за барање за безбедносен сертификат или документи со кои се има пристап до државни тајни. Главниот лик во овој скандал ги намамил новинарите да ги потпишуваат изјавите, велејќи дека вака ќе добијат пристап до информации од дел од едни од најконтроверзните предмети истраги кои се водат како класифицирани, како на пример диво населје. Прв за ова во јавноста проговори претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани, откако неколку новинари исплашени дека овие изјави може да бидат злоупотребени, но и засрамени што постапиле непромислено се пожалиле кај Салмани. Погрешен е правецот на дискусијата ако некој сака да ги етикетира новинарите како соработници на тајните служби. Фокусот треба да биде насочен кон најодговорната или највисоката институција во ова држава, претседателот Иванов. Значи, со време веќе работите изгледа стануваат појасни и очигледно овој акт на претседателот е непријателски кон новинарите. Имало неколку групи новинари и уредници во различни денови. Сите дошле во вилата Водно и на сите им била дадена изјавата за потпис. Дојдовме во вилата. Имаше неколку новинари и уредници. Не пречака Синиша Алексовски, вработен во Агенцијата за разузнавање и советник на претседателот Иванов. Пред него стоја неколку големи папки. Ни рече: ова се предметите диво населје, Сопот, монструм и други. Сите контроверзни. Говореше дека ќе се прават реформи во безбедносните служби и дека нидните седници на безбедносниот совет би можеле да присуствуваме и ние, иако не би можеле да објавуваме што се зборува. Но работите ќе ни биле појасни.
Не рече дека ќе имаме пристапи до класифицирани предмети или истраги, како тие на масата, со цел да се разбивале шпекулациите за истите во јавност. Беше многу уверлив. А кој новинар не е љубопитен да знае тајни? Кога го видов мојот поранешен уредник како потпиша, си реков, тој е постар и помутар и дека веројатно тоа е исправната работа. Меѓу потпишаните имало млади и неискусни новинари и такви кои никогаш не следеле безбедност. Но проверено безбедни докази дека изјава потпишале и двајца постари уредници, долгогодишна уредничка и постар новинар кои долги години работат токму во сферата на безбедноста, службите и полицијата и кои точно знаеле што е безбедносен сертификат и што е она што се нуди. А еден пак одбил да потпиша. Па така скандалот доби на интензитет во јавноста. Фуркан Салију, новинар во ТВ21, објаснува како течел состанокот и зошто не им поверувал на зборовите на Синиша Алексовски. На масата беа само два листа, едниот да се потпишеме, а другиот не ни го прочитав, пошто одма кога го видов Синиша Алексовски, знаев дека нема да го потпишем тој документ, но неговото објаснување беше на, како ти кажам, се беше релативно. Ке си потпишете, не е голема работа, па некогаш ќе викнеме на седници на Совет за безбедност, а некогаш можеби ќе ве повикаме и да обучувате други новинари кои што ќе сакаат да се опремат со сертификатот. Као прво, ја не ни побарав да имам пристап до такви документи. Како второ, начинот беше многу чуден. Оставаш телефон и се качуваш горе и одеднаш влегува човекот за кого си читал само по портали и е мистериозен на некој начин. А уште посимптоматично беше тоа што на почеток на брифингот ни рекол дека нема потреба да правиме прилог, нема потреба да пишуваме за брифингот и сите тие факти ме натера да не го потпишам документот. На прашањето на новинарите, дали ако обелоденат доверливи информации би можеле да завршат во затвор, тој ги уверувал дека тоа не може да се случи. Не, ни кажа дека нема да имаме пристап кон сите седници, туку само кон некој што они ќе одлучат дека може да имаме пристап, но напомена дека нема да може да цитираме се што се збори внатре. Дури да добиеме пристап кон некои документи, нема да може да ги цитираме, току можеме само да ги прераскажуваме. Како тоа функционира, ја не знам. Од кабинетот на Иванов вела дека сето ова било заради реформите во безбедносната сфера. Во процесот на спроведување на итните реформски приоритети, врзани за прашања за безбедноста, но и законската обврска на претседателот на Република Македонија да ја донесе стратегијата за одбрана, Советот планира активности во кои сметаме дека треба да бидат вклучени стручни лица, новинари, согласно законските одредби за работа за класифицирани податоци. Новинарите треба да имаат издаден безбедносен сертификат од надлежен орган, рекол од кабинетот на Иванов. Но тие многу добро знаеле дека постои процедура со која се доаѓа до сертификат и дека новинарите не се експерти за безбедност. Следната инстанца би била МВР, која би морало да ги направи проверките на оние кои потпишале изјави доколку од кабинетот на Иванов на вистина имале намера да ги предадат. Во неформален разговор со еден од кабинетот на претседателот, не знам како тоа било пракса, ми рече дека не се чудете, ова било пракса и во минатото. Ние веќе побаравме од МВР да ни сподела таква информација колку новинари пред овој инцидент земале таков сертификат. Зачуден бил и министерот за внатрешни работи, кога претседателот на ЗНМ го известил за случувањата. И ја лично го замолив да направи се ова постапка и доколку веќе барањата се доставени или побарано е некакво мислење од кабинетот или агенција или комисијата за класифицирани информации, да направат се што е во нивна мог да се прекине таа постапка, затоа што верувајте дека такви новинари со такви сертификати нема да бидат во служба на јавноста, туку ќе бидат како инструмент во политички пресметки или пресметки меѓу разузнавачките служби. Аферата вознемири многумина. Едни се плашат да не се злоупотребени, други пак се вознемирени дека на виделина ќе излезат неприродни врски помеѓу видни уредници и службите. Останува едно отворено прашање: какви биле намерите на разузнавачот и претседателот и зошто се прави обид новинари од критични медиуми за Иванов перфидно да се вовлечат во нечии валкани игри?
Кој стои зад аферата безбедносни сертификати и што сакаа да постигнат? Проверено открива вмешаност на познати локални карактери на високи државни функции. Приказната ја носи Сашка Цветковска. Борис Јосифовски и Синиша Алексовски. Првиот е генерален секретар во кабинетот на председателот Ѓорги Иванов. Вториот работи во Агенцијата за разузнавање и му е посебен советник на Иванов за безбедносни прашања. Биографијата на Борис Јосифовски покажува брз напредок во кариерата. Дипломираниот историчар за уметност за 4 години од обичен општински советник успева да стане советник за култура, а веднаш потоа во 2009-та историчарот на уметност станува државен советник за внатрешна политика во кабинетот на Иванов. За нецела година тој веќе е именуван на високата кабинетска функција, генерален секретар на институцијата Кабинет на председател на Република Македонија. Сина на уставниот судија Јосиф Јосифовски и поранешен председател на ДИК, предложен од ВМРО ДПМНЕ. Истиот оној судија кој го одолговекуваше со месеци расправањето за уставноста на работата на специјалното јавно обвинителство. Вториот лик во оваа приказна е Синиша Алексовски. Неговата професионална кариера почнува во полицијата. По превземањето на власта од страна на ВМРО ДПМНЕ, тој набрзо станува командант на тогаш озогласената единица Алфи. Таму се задржува 2 години, кога во 2009-та влегува во Агенцијата за разузнавање на висока позиција, а му станува и советник на председателот Иванов за безбедносни прашања. Домашни функционери и медиуми го посочуваа како човекот кој беше линк со српските и руските тајни служби. Бруката особено стана голема кога Алексовски беше посочен од страна на српските служби дека токму тој му дало властување на српскиот, сега веќе повикан разузнавач од Скопје, Горан Живалевич, да влезе во собранието, ноќта при крвавиот убат на 27 април. Алексовски негираше, па дури и јавно ги читаше пораките кои се ги разменувале со Живалевич. А во тази аферата со понудите за сертификати за новинари, тој и Јосифовски се посочени како главни изведувачи од страна на дузина новинари со кои што проведено разговараше, но чишто идентитет е заштитен. Борис Јосифовски се јавувал да ги повика новинарите на брифинг, додека Алексовски ги примал во вилата Водно, ги снимале на диктафон, им нуделе да ги потпишат спорните изјави, а истовремено пред него стоеле папки со наводни документи од контроверзните истраги и судски предмети, како Диво населје, Монструм и 27 април. Седете тука кај што сме. Присуството во собранието на припадници на разни институции, пред се армијата, Министерството за внатрешни работи и потоа Агенцијата за разузнавање, значи укажува уште поголем степен на индиција дека се тоа е организирано од самите институции, односно лицата кои ги раководат таквите институции. Зошто токму овие предмети и зошто токму овие двајца луѓе? Од извори блиски до истрагата, но и во институции кои биле дел од прибирањето информации за настаните во парламентот од 27 април, како и контроверзниот предмет Диво населје. Проверено потврди дека и Алексовски и Јосифовски биле напати повикувани на разговор во обвинителството и за двата предмета. Укол нас. Сите долу! Лежи! Лежи долу! За првиот случај проверено открива од извори во истрагата дека Агенцијата за разузнавање имала сознанија за опасната група. Тие тврделе дека сите податоци зад групите од Диво населје ги споделиле со УБК, но такви документи во управата не постојат. За вториот пак случај од 27 април, Агенцијата за разузнавање беше јавно прозвана
дека нивни припадници, заедно со одредени лица од војската и војното разузнавање, кои се под капата на Иванов, учествувале во настаните од 27 април. Нивни фотографии од снимките завршија и во медиумите, а Лексовски и Јосифовски биле викали на разговори за овој случај. Но од Агенцијата за разузнавање има и други сведоци вработени, и тоа онакви, кои допрва треба да ја потврдат мешаноста на високи разузнавачки служби за овие два случаи. Извори во истрагата за проверено велат дека не случајно токму овие предмети стоеле на масата пред Алексовски, кога им се нуделе изјави за барање сертификати за безбедност на новинари. Главните актери во оваа приказна се странски служби, домашни разузнавачи, новинари и функционери. Не овие повиканите за сертификати, туку голема мрежа која била исплаќана во кеш преку општински организации и компании со странски капитал од источните земји. Сите работеле во функција на скриените агенди на мали и големи држави. Целта била дестабилизација на Македонија. Документите до кои дојде меѓународната мрежа за известување за организиран криминал и корупција покажаа дека руските служби, врзани со српските, а преку цела мрежа од соработници вгнездени високо во институциите на Македонија, се обиделе да влијаат на евроинтегративните процеси. Интересен еден детал од документот насловен како државна тајна до кој што дојде проверено преку мрежата, а во која анализата на УБК покажува руските служби пенетрирале и намерувале да инсталираат и врбуваат своји луѓе во многу институции. Но оваа тајна открива дека еден од најважните таргети била токму институцијата председател. Регистриран е особен интерес за кабинетот на председателот на државата, се наведува во документот од контраразузнавачките служби во Македонија. 10-годишна затворска казна му се закануваше на новинарот Емил Зафировски, кој во 2007 во весникот Време објави службени белешки под назнака строго доверливо. Тој истражуваше можна злоупотреба на службената положба во Министерството за одбрана и шверц на оружје. Јавен обвинител тогаш за прв пат поведе постапка против новинар за оддавање на службена тајна. 10 години подоцна ситуацијата е поинаква. Председателот на новинарите им нуди безбедносен сертификат, но тоа не е документ кој се издава на шалтер. За тоа кој се може да го поседува и какви се законските процедури, разговаравме со председателот на Собранието Талат Џафери и поранешниот министар за внатрешни работи Павле Трајанов. Вака изгледа безбедносен сертификат и до него не се доаѓа лесно. Ниту пак може да му биде даден било кому. А дали може новинар да го има? Ова што се случува сега со кабинетот на председателот е надвор од паметот. Мислам тоа са низа на будалаштини што се случуваат во некои од институциите. Тоа апсолутно нема потреба председателот на Република Македонија да дава безбедносен сертификат на новинари. Согласно Законот за класифицирани информации, безбеден сертификат значи да можеш да добиваш или да ти се достапни одредени информации со степен на доверливост. Може да биде тоа означено со интерно, доверливо, строго доверливо или државна тајна. Оној што сака да поседува безбедносен сертификат, може до Дирекцијата за заштита на класифицирани информации да поднесе барање за сертификат. Барањето може да се однесува за располагање со информации назначени како државна тајна, строго доверливо, доверливо или пак интерно. Оние сертификати кои им биле понудени на новинарите се назначени со ознака доверливо. Но Законот за класифицирани информации пропишува постапка во која се здобиваат лицата кои што се обврзани да имаат сертификат по природа на функцијата, односно на задачата која што ја извршуваат во органот. И во тој контекст таа процедура трае во зависност од степенот на сертификат кој што се бара да се има за определено лице. Значи може да трае 1 месец, 3 месеци, 6 месеци, со тоа што за исклучителни случаеви роковите може и да се продолжат. Според информации на тимот на Проверено, има пратеници кои со месеци па и години чекаат да добијат безбедносен сертификат, за да можат да учествуваат во работата на Собранието и собраниските комисии.
Таков пример сме имале со Комисијата за надворешни работи при разгледување на затворена седница на текстот на договорот за добрососедство со Бугарија. Не било предодредено пратениците да имаат сертификат за класифицирана информација, но од владата кој што го создале текстот на договорот, препорачува дека во тој момент текстот е се уште класифициран. И затоа таа седница беше затворена и пратениците кои што нема сертификати го напуштија работата на седницата, впрочем и медиумите во тој момент излегуваат од комисија, пошто е одлучено да биде седницата затворена. Примарната функција на новинарството е заштитата на јавниот интерес. Доколку новинар дојде до некакви документи или информации кои се со некаков степен на доверливост, а се спротивни на јавниот интерес, новинарот тие податоци треба да ги објави. Секој нешто ќе добие таков сертификат безбедносен. И ако следи работата на председателот, тој се обврзува. Прво, ако прочита нешто дека е означено со степен на тајност, не сме тоа да го објавува, да го коментира. Или, ако било што дознае, кој е врзано за неговата професија, извршување на неговата професија, а е некаде означено или класифицирано како доверена информација, тој тоа не може да го објави. Значи е крајно неодговорно председателот на Република Македонија да бара и да дава сертификати, безбедносни сертификати на новинарите. Тоа ви е да ви ја затворат устата, да не може да зборувате, да не може да пишувате, да не може да коментирате. Затоа што се можат да го подведат тоа дека вие сте оделе државна тајна информација со висок степен на доверливост, класифицирани информации. Сепак, нечуено е новинари да седат на седници на Совет на безбедност. Лажно ветување кое кабинетот на Иванов се обидел да им го сервира на новинарите. Единствениот пристап кој досега новинарите го имале до Советот за безбедност се инсертите кои ги снимаат пред да почне средбата на Советот. Многу често по овие состаноци не следува ни изјава за медиумите. Зошто тогаш кабинетот на Иванов сакал да им додели сертификати на новинарите? Јас на два пати сум бил како представник на лидерот на партијата, значи додека не сум бил овде. Знаете, по настаните Кумановски, значи на два пати се имало потреба Советот за безбедност да се состане и од причини што не присуствуваше таму лидерот на партијата, ме номинирал, значи да го представам таму, а имајќи предвид дека сум поседувал сертификат за пристап до класифицирани информации и државна тајна, во таа ситуација да, новинарите влекле, земале кадри од присутните луѓе натре, кои што се, и излегуваат надвор. Таму може да присуствуваат само тие што се повикани да присуствуваат на Советот за безбедност. И во таа ситуација, дел од тие луѓе што присуствува, посебно од политичките партии, кои што немале сертификати, исто така подпишале изјава дека тие информации што ќе се добијат на таа средба, нема да ги користат за политички цели или па за општата јавност, затоа што се окарактеризирани како класифицирани. Тоа е законска обврска на секој што ќе дојде до класифицирана информација. Но новинар да биде присутен не се случило, бар тие два пати што сум бил таму, не. Проверено побара одговор од Дирекцијата за класифицирани информации, дали и колку новинари имаат некакви сертификати. Од Дирекцијата ни одговорија дека има новинари кои добиле некакви сертификати за безбедност, но тоа биле новинари кои биле во Авганистан или пак во НАТО, а барањата за безбедносни сертификати биле на барање на домакинот. Поранешниот директор на УБК Горан Митевски во интервју за Проверено вели дека досега на новинарите никогаш не им се издавале безбедносни сертификати и дека овој чин е нивна класична злоупотреба. Разговорот со Митевски го водеше колешката Билјана Секуловска. Господине Митевски, ве молам за коментар за безбедносните сертификати кои беа издавани од страна на кабинетот на председателот Иванов. Јас бев многу изненаден кога слушнав дека новинари добивале безбедносни сертификати, знаејќи дека ниту во акцискиот, ниту во стратешкиот план на Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации не постои, не е предвидена можност новинари да се стекнуваат со таков сертификат, во време кога знаеме дека ниту членови на Комисијата за следење на работата на Агенцијата за разузнавање, за Управата за безбедност и контраразузнавање немаат сите безбедносни сертификати кои по редот на својата секојдневна работа треба да вршат контрола во УБК и Агенцијата за разузнавање.
Исто така слушаме дека и одредени суди и членови на судски совет, кога се разгледуваат материјали кои имаат одреден степен на класифицираност, дека и тие не поседуваат таков сертификат, некој да се обиде да им даде, односно да ги повика во својот кабинет да потпишат изјави за стекнување на таков безбедносен сертификат, представува класична злоупотреба која не смеело да се случи. Ова е преседан, велите, Дефинитивно е предходните председатели не издавале вакви сертификати на новинари. Да, досега не сум слушнал дека некој новинар побарал или на било каков друг начин се стекнал со безбедносен сертификат за да има пристап до класифицирани информации. Практиката вели, односно е познато дека новинарите, одредени новинари низ годините, дали во комунизмот и подоцна, соработуваат со тајните служби на разни начини. Некои од нив тоа го правеле од патриотизам, други биле плаќани за тоа. Па ми изненадува самиот факт одреден новинар да дозволи да има таков сертификат. Не за сертификати, говориме пречка, за луѓе новинари кои потпишувале дека доброволно стануваат соработници на службите. Да, тука не се работи значи за таква процедура. Самата процедура за соработка со тајните служби не предвидува одреден степен на тајност, односно за скривање на тие информации, бидејќи самиот факт дека новинарите по дефолт они треба да се занимаваат со истражувачко новинарство, да истражуваат и најголеми тајни, односно во кабинети на највисоките владини институции, државни институции, значи тоа само би ги спречувало во нивната работа доколку дојдат до одреден податок со одреден степен на тајност да не смеат да го презентираат во јавноста. Значи, самата новинарска професија не дозволува поседување на таков сертификат доколку некој размислува професионално да се занимава со новинарство. Тоа само би го спречувало во тоа. Да. Но кога се врбуваат од службите, тоа е веќе сосема друг документ. И стануваат и официјално соработници со кодно име. Да, тоа се изјави за соработка и тоа нема таков степен на тајност во смисла да, освен што е тајна соработката меѓу одреден новинар и инспекторот од тајната служба, нема друг степен на тајна во смисла на необјавување на информации. Тие изјави не содржат таква содржина, односно нема таква обврска, туку се работи за меѓусебен однос во соработката меѓу тајната служба и евентуалниот новинар кој прифатил таква соработка. Дали оваа соработка на релација новинар-полиција е добро платена? Па соработката пред се е доброволна, меѓутоа таа може од различни причини да биде, може да биде патриотска, може да биде материјална, може одредена противуслуга, меѓутоа овде се работи за сосема друг вид на соработка со добивањето на безбедносниот сертификат, наводно по објаснување на кабинетот на председателот за доверливи информации од евентуално седници на Советот за безбедност и слично, што не е воопшто практика, не верувам ниту во една европска, нити поранешните југословенски земји. Која е бројката на новинари за кои знаете дека низ текот на годините соработувале со полицијата? Па не би можел сега да кажам конкретна бројка, секако дека има новинари кои сами се нуделе за соработка, има новинари кои биле врз одреден степен врбувани, односно искористен компрометирачки материјал за нивна соработка. Значи, постојат различни начини на соработка, меѓутоа никогаш не сум верувал дека може да дојде до покана од председател на држава да новинари добијат безбедносен сертификат, а обично се работи за корумпирање, односно за одреден тип на забрана, цензура на информации кои ќе дојдат до новинарите, а се поврзани со одредени луѓе во кабинетот или за самиот председател, за негови средби, разговори, постапки и слично, што би биле интерес за јавноста и секако што е позив, што е обичен позив за секој новинар, што представува предизвик за новинарите да добие таков сертификат, е само оневозможување во неговата натамошна работа како новинар. Благодарам, господин. Тоа беше се за ова издание на Проверено. Се гледаме следниот вторник во 19:30.